Се зголемува бројот на луѓе кои имаат проблеми со респираторните патишта. Загадениот воздух има влијание особено кај тетовци кои во текот на годината имаат повеќе од 230 дена со зголемено количество на PM10 честички. Иако досега лекарите препорачуваа дека седењето на отворено е еден од факторите за превенција од заболување на дишните патишта, сега велат во периодот кога е најзаганен воздухот да се остане дома. Пациентите што имаат хроницитет, астма, ХОП, екзацербации на болести, односно бронхиектази и слични заболувања, чести воспаленија, би сакала да, ако можат некако да се заштитат со тоа што колку помалку да ги напуштаат своите домови, значи да не престојуваат надвор, посебно во периодот кога најчесто е загаден воздухот, посебно кога има магли, кога ви е наталожена цела маса, сите оние честички во долниот дел, во долните партии, значи многу лесно се воспалуваат респираторните дишни патишта. Деновиве врнежите од дожд го расчистија воздухот, но мерните станици покажуваат дека само во последниот месец концентрацијата на PM10 честичките достигнала и до 600 микрограми на метар кубен. Несоодветното третирање на тетовскиот смет дополнително го зголемува проблемот со загадениот воздух. Тетовци го чувствуваат низиното палење кое е се почесто. Локалната самоуправа се уште не може да го реши депонирањето. Количините смет кои се транспортираат во Русино и натаму оставаат дел од сметот да остане на претоварната станица во Тетово. Проблемот ќе се актуелизира и со почетокот на грејната сезона.